Цивил медија. Кажете ми 2018 година во поглед на Државната комисија за спречување на корупција. Како помина, зашто се уште немаме државна изборна комисија, с кои се препреки се соочува? Вака, Државната комисија за спречување на корупција, самата година 2018 за неа представува особено специфична година, бидејќи досега не се случило да се поднесат оставки на мнозинството од членови во комисијата, а и со тој комисијата да не работи. Искрено кажано, не би посакала ваква година да ни се случи како институција, од едноставна причина што под притисок на јавноста се откри корупцијата која што била во антикорупцијска со години, но од друга страна бевме соочени со сериозен предизвик дека политичките елити се уште немаат волја да ги надминат или да ги решат ваквите ситуации кои што благодарение на законските недоречености и остави институцијата во една ваква ситуација. Иако законот предвидува можност да бидат избрани членови, собранието тоа не го стори, така да само на стручно административно ниво работеше Државната комисија за спречување на корупција, што голем дел од јавноста перцепираше дека не работи, што во голем дел и не се согласувам, бидејќи сепак администрацијата администрираше се што беше пристигнато на наша адреса. Година во која што, иако излегоа многу проблеми на површина, донесе и нова надеж, но и потреба за донесување на подобро законско решение, а со тоа надменување на сите проблеми кои кроз годините ги имала нашата институција. Многу долго време се носи законот, многу долго време се чека изборот на членови, но сето тоа нека биде потик за тоа да веруваме дека сепак ќе бидат инкорпорирани сите препораки кои што ни ги даваат релевантните меѓународни институции, во кои што во антикорупцијска ќе имаме членови кои што ќе бидат независни, професионални, експерти од оваа област и кои што ќе дадат несебичен придонес во борбата со корупција. Можете ли да направите на паралела околу тоа кој всушност треба да се бори во Македонија против корупцијата? Дали е тоа чисто институционална борба или сите во општеството треба да се вклучиме во тоа, вклучувајќи и граѓанските организации? Ако имаме предвид што е меѓународен стандард, тогаш ќе дојдеме до заклучокот дека институциите на светско или глобално ниво се делат на превенција и репресија. Ние како потписнички на меѓународната конвенција за борба против корупција сме превентивно тело. Меѓутоа во овој систем или во оваа борба која што е особено тешка и комплицирана, значи не само Државната комисија за спречување на корупција, не само истражните органи како МВР, обвинителство, судовите, исто така значена или повеќе од потребна алатка и поддршка секако не се граѓанските организации, граѓанските активисти, новинарите и самата јавност. Едноставно, како што на почетокот ви одговорив, јавноста беше таа која што помогна во антикорупцијска многу работи да се разоткријат, но и да се надминат сите тие проблеми. Не може да го држиме ставот дека само институциите тие кои што имаат врската да се борат со корупцијата. Напротив, значи потребен еден сеопфатен пристап во кој што ќе бидат особено гласни граѓанските активисти, невладините организации, новинарите и медиумите. Бидејќи по дефиниција борбата со корупција значи пред се отвореност, транспарентност и отчетност. Тоа единствено ќе го овозможите доколку вие како институција бидете отворена кон јавноста и на јавноста и давате очи за сето тоа што сте го сработили или не сте го сработили. Тогаш кои се перспективите за 2019 година во поглед на Државната комисија за спречување на корупција? Што можеме да очекуваме? Во 2019 конечно да имаме донесен нов закон за спречување на корупција и сутирни интереси, избрани нови членови на комисијата кои што за прв пат во историјата ќе бидат по високи критериуми и стандарди, кои што ќе бидат ослободени од политичките стеги и кои што нема да им служат на политичките елити. Потоа ќе имаме еден секретаријат кој што и во континуитет ќе продолжи да биде стручен, професионален и ефективен и ефикасен, секако со зајакнати овластувања и права на вработените, бидејќи тоа представува еден систем. Ако една талка не ви функционира или е помалку слаба од другата, во тој случај вие нема да успеете на патот кон борбата со корупција.
јавноста повеќе од оправдано очекува дека ова тело ќе направи нешто посебно, бидејќи само ако денеска прочитате на некој од порталите или на некој дневен вестник, вие може да отворите низа на коруптивни предмети или предмети кои што се поврзани со судежни интереси. Очекувам антикорупцијска од институција која што е руина да се изгради во едно ново рубово со нов имидж, секако со помош на невладините организации, со помош на граѓанските активисти, секако новинарите кои што ќе ни бидат лица кои што ќе не пратат во целата работа. Цивил медија